Амандман е сличен со претходниот и го предлагавме од причина за јасна дистинкција на поимите установа или јавна установа. Уште еднаш би потенцирала дека целта на амандманот е да не смеат да се изедначуваат овие поими, затоа што во поимникот на Законот за установи се засебно дефинирани. За јавноста и за нештата да бидат појасни, сакам да го прочитам текстот на членот 3, според кој членовите на органот на управување на јавната установа имаат право месечен надоместок за својата работа врз основа на присуство на седници на органот на управување на јавната установа. Вкупниот месечен надоместок на председателот и членовите на органот на управување на јавната установа поединечно не смее да го надмине износот од 1/2 од просечната нето плата на вработените во јавната установа сплатена во претходната година. Висината на месечниот надоместок за председателот и членовите на органот на управување во јавната установа со одлука го утврдува основачот на јавната установа. Овде верувам дека ви е јасна нашата намера за прецизирање на поимите и зошто бараме да биде точно прецизирана висината на надоместокот секогаш и секаде каде што станува збор за јавни пари. Благодарам. Благодарам. Збор